Добро дојдовте во урбаните вести. Грант од 237.000 евра ќе користат општините Сопиште и Чешиново-Облишево од ИПА програмата. Средствата во општина Сопиште ќе се користат за изградба на градинка, а во општина Чешиново-Облишево во 2 населени места, каде ќе се гради систем за водоснабдување и ќе се асфалтираат улици. Во продолжение следуваат насловите за денеска. Општина Центар бара дивите препродавачи на Зелен пазар да ги отстранат тезгите. Се одржа поетската манифестација Празник на липите. Друштвото на писатели на Македонија бара преиспитување на лектирите за основно и средно образование. Види музика, слушни слика, доби книга. Вечерва во градски парк. Општина Центар најавува ригорозни мерки против лицата кои нема да ја почитуваат забраната за продавање на импровизирани тезги во близина на Зелениот пазар во Скопје. Како што соопштуваат од општината, овие активности се преземаат по барање на жителите од околината. Општина Центар бара од лицата кои вршат незаконска продажба на импровизирани тезги околу Зелен пазар да ги отстранат истите. Доколку не го сторат тоа, најавуваат дека ќе се делува согласно законските прописи и ќе се изрекуваат казнени мерки. Ваквата одлука произлегува од координативниот состанок со представници на Министерството за внатрешни работи, Сообраќајната полиција, секторот на инспекторатот на град Скопје, Државниот пазарен инспекторат и јавното претпријатие за јавни паркиралишта на иницијатива на инспекцијската служба на општина Центар и градоначалникот Андреј Жерновски. Како што соопштуваат од општина Центар, овие активности се преземаат по барање на жителите од околината. Овие импровизирани тезги беа поставени над тротоарите и тревниците. Жителите до градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски се пожалија и на нехигиената од ѓубрето кое го оставаат зад себе дивите пазарџии, како и блокираните пристапи до домовите, подрумските простори, гаражите и блокираните тротоари и улици, наведуваат во соопштението. Целта, како што велат оттаму, е да се заштитат граѓаните од купување сомнителни производи без декларации, од уништувањето на јавните површини и за да можат граѓаните слободно да се движат. Општина Центар ги поддржува и ќе учествува во сите активности и мерки донесени на состанокот за успешно надминување на состојбата со и околу Зелен пазар во рамките на своите надлежности, додаваат од општина Центар. Стопанската комора на Македонија во соработка со организацијата Полио Плюс го спроведуваат проектот во чии рамки е формиран Центар за вработување на лица со хендикеп. Со цел побрза интеграција на пазарот на труд се спроведуваат и обуки, како за лицата со хендикеп, така и за самите работодавачи. Лицата со хендикеп полесно и поинтензивно да се вклучат во отворениот пазар на труд, а компаниите да создадат соодветни услови и адекватна работна средина за да се постигне целта на проектот, што со поддршка на ИПА заеднички го спроведуваат Полио Плюс и Стопанската комора на Македонија. Во рамки на проектот е формиран Центар за вработување лица со хендикеп и паралелно течат обуки, не само за оваа категорија граѓани, туку и за фирмите. Центарот е својвиден мост кој практично треба да ги поврзе лицата со хендикеп и бизнис заедницата. Воедно треба да ја помогне на државата да ја унапреди положбата за вработување на лицата со хендикеп, изјави Елена Кочовска од Полио Плюс по денешната промоција на Центарот. Според неа, лицата со хендикеп се одлични работници, но се уште не им е овозможено да го покажат тоа. За сега околу 2000 лица со хендикеп работат во заштитни фирми, додека 290 се во јавната администрација, што е многу мала бројка, посочи Кочовска. И Томислав Ортаковски од Полио Плюс укажа на потребата од создавање соодветни услови за многу поголемо вклучување на лицата со хендикеп на пазарот на труд. Како што укажа, во овој сегмент мора да работат и компаниите, да ја прилагодат работната средина и да овозможат еднакво чувство на овие лица со останатите вработени. Според Јадранка Аризанковска од Стопанската комора, основна цел на проектот кој се спроведува со поддршка од Европската унија е професионална подготовка на лицата со хендикеп, овозможување тие да стекнат дополнителни вештини, да научат повеќе јазици, но клучно е веќе формираниот Центар за нивно вработување да опстане и да продолжи да функционира.
Друштвото на писатели на Македонија бара воведување на нови лектири во образованието. Деталите ќе ги дознаете малку подоцна во вестите. Македонскиот поет Стојан Тарапуза и косовскиот поет Екрем Баша се овогодинешни добитници на наградата Книжевно жезло, што секоја година ја доделува Друштвото на писатели на Македонија во рамки на манифестацијата Празник на липите. Во организација на Друштвото на писателите на Македонија денеска се одржа меѓународната поетска манифестација Празник на липите. Во рамки на манифестацијата во Домот на македонските писатели беа врачени наградите Книжевно жезло на македонскиот поет Стојан Тарапуза и поетот од Косово Екрем Баша. Наградите ги врачи председателот на Друштвото на писателите Велес Милевски, а за твориштвото на Тарапуза и Баша зборуваа Бурче Панов и академик Али Алију. Манифестацијата ја отвори председателот на организациониот одбор Владимир Мартиновски. Драги пријатели, пред нас е 21-то издание на меѓународната книжевна манифестација Празник на липите. Зад нас е веќе една долга листа на реномирани добитници на признанието за творечки опус Книжевно жезло, кое секоја година му се доделува на по еден македонски и странски писател. Таа листа неосетно, но сигурно расте како мирис на липа во јунска ноќ. Со нас денес се двајца нови добитници. Косовскиот поет, но роден во Македонија, раскажувач, романсиер, преведувач со еден импресивен опус, како преведувачки, така и авторски, академикот Екрем Баша, и македонскиот неодминлив поет, писател за деца, антологичар Стојан Тарапуза. На поетскиот митинг настапија 28 поети со стихови посветени на Скопје и Липата. На поетисата Бистрица Миркуловска и беше врачена наградата Даница Ручигај за стихозбирката Фата Моргана, а беше доделена и наградата за најдобра песна на митингот. Наградениот македонски поет Стојан Тарапуза наместо со говор за наградата се заблагодари во негов стил, со поема. Во очите полегнав, сонце изртуваш, како да те скаменам. Во крвта те завиткав, пожар се палиш, како да те изгаснам. Со песните успав, река надојдуваш, како да те пресекнам, како да те пресекнам, немирна. Режисерот Иван Поповски, кој повеќе од 25 години живее и работи како режисер во Московскиот театар Мастерскаја Фоменко, се враќа во својата татковина со театарскиот фестивал Иван се враќа дома, во чии рамки во МНТ ќе бидат изведени 3 представи во негова режија, за кои од Русија ќе пристигнат 4 камиони со опрема и 70 члена екипа. Иван се враќа дома е насловен фестивалот на представи од режисерот Иван Поповски, кој повеќе од 25 години живее и работи во Москва, Русија. Мастерскаја Фоменко, кој е еден од најреномираните московски театри, од 16 до 23 септември на сцената на Македонскиот народен театар. Во рамки на фестивалот ќе прикаже 3 представи од режисерот Иван Поповски, кој предизвика огромен интерес кај руската, но и кај европската публика. А тоа се представите Сон на летната ноќ, Алиса зад огледалото и Отровната туника. Овие представи се со високобуџетни продукции во кои учествува елитна театарска екипа, а во Скопје пристигнува 70 члена екипа и 4 камиони со сценографија, костими и техничка опрема. Тања Дешко од театарот Мастерскаја Фоменко за Иван Поповски вели дека е еден од основачите на театарот. Тој со уште неколку луѓе започнал да го оформува овој театар. Иван е најважен, еден од најважните режисери. Еден од најважните режисери во Москва, во Русија, во нашиот театар, кој во Русија, ама во нашиот театар тој беше човек кој што го почнал театарот со неколку луѓе во главата на Фоменко сигурно, и сега овие представи ќе дојдат тука и ќе ги виде тука на татковината на Иван, ама мислам и за Иван дека тој ќе биде малце возбудено и важно, да, сигурно.
Иван Поповски вели дека тој постојано се враќа дома и се надева дека враќањето ќе продолжи и истакнува дека ова е прво излегување на театарот од Москва толку долго и со 3 представи од еден режисер. Јас цело време се враќам дома. Јас цело време веќе 28 години се враќам, понекогаш се враќам на подолго, понекогаш на пократко, понекогаш на гостување, понекогаш со некои работи што ги правам тука. И се надам дека тоа враќање ќе продолжи. Прв пат да излезе театрот на Фламенко со 3 представи од еден режисер во еден град и во еден театар и толку долго. Многу често гостува театарот, на вакво нешто имавме слично во Авиньон, тоа беше како модел на репертуарен театар руски во Авиньон, тоа што беа 4 режисери, 4 представи, иста група на актери. Македонската публика ги памети представите од Иван поставени на домашните сцени како Македонија Одисеја 2001, Дневникот на лудиот и Мајсторот и Маргарита. Иван Поповски е добитник на многобројни значени театарски награди, а добитник е и на престижната награда за најдобра представа на годината за неговата прва студентска представа Авантура, која влезе во електронската енциклопедија најважни театарски настани во Русија во последните 50 години. Друштвото на писателите на Македонија покрена иницијатива за преиспитување на лектирата за основно и средно образование. Од асоциацијата велат дека нема да арбитрираат во изборот на нови лектири, но сакаат да помогнат со својата стручност да се направи соодветен избор. Друштвото на писателите на Македонија на денешното редовно годишно собрание покрена иницијатива за преиспитување на лектирата за основно и средно образование. Оценката на друштвото е дека содржината на лектирата во голем дел е застоена и не кореспондира со вистинските потреби на образовниот процес и на интересирањата, нивото и сензибилитетот на новите генерации ученици од основното и средното образование. Затоа бара Министерствата за култура и за образование и наука да ангажираат независни експерти кои ќе разгледаат и анализираат лектирата според естетските и педагошките параметри во духот на современиот образовен систем, како и ослободување на изборот на авторите и делата од какви било идеолошки и други нелитературни мотиви. Според Друштвото на писателите на Македонија, лектирата е во самата основа на формирањето на личноста. Им се препорачува на учениците и тие со доверба треба да и се препуштаат, за да станат побогати во сознанијата за животот преку уметноста на пишаниот збор. Од тука одговорноста на оние што ќе одлучуваат која и каква лектира ќе им биде препорачана на учениците е огромна. Друштвото на писателите на Македонија нема да прави списоци на писатели со своите дела кои треба да влезат во лектирата, а кои не. Ниту како асоциација има намера да биде арбитар на делата и вредностите кога станува збор за лектирата, но неговите членови како познавачи на проблематиката, книжевни научници, професори, критичари и есеисти може да бидат поканети да работат и да дадат свој прилог во надминување на неповолната ситуација, предложи председателот на Друштвото на писателите Велес Милевски. Тој како исклучително важни за лектирната дејност ги посочи соодносот на домашната и светската литература, соодносот меѓу класиката и модерните трендови во книжевноста, како и издаваштвото, а посебен акцент стави на соодносот на преведувањето на делата од македонски писатели на јазиците на националностите и обратно, со оглед дека Македонија е мултиетничко општество. Регулирањето на овие елементи, рече Смилевски, ќе ги оневозможат кампањското објавување лектири и така наречените диви изданија, што се нудат како лектирни, а со тоа ќе се сведе на минимум и евентуалната ситуација на монополи во оваа сфера. Смилевски подлаче дека образованието и литературата се живи и динамични процеси и нивниот развој треба да биде внимателно и соодветно стручно проследуван. Македонија утре влегува во жолта фаза. Лекарите со препораки до граѓаните. Деталите подоцна во вестите. 10-то јубилејно издание на Види музика, слушни слика доби книга во организација на Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар ќе се одржи вечерва во Градски парк.
Во организација на Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар вечерва ќе се одржи спектаклот Види музика, слушни слика, доби книга, кој ги поврзува музиката, сликарството и книгата. Во градскиот парк во Скопје под отворено небо ќе ечи музиката на една од највлијателните музички групи на сите времиња, Pink Floyd. Јубилејниот 10-ти спектакл Види музика, слушни слика, доби книга ни ги носи вечните теми на музичката четворка, и тоа со симфониски оркестар. Диригент и задолжен за аранжманите е Џијан Емин, вокал и гитара Ади Имери. И годинава на подарок посетителите ќе добијат добра книга за одењето по мраз од Вернер Херцог, а Мелем за очи повторно ќе бидат ликовните перформанси, овој пат на уметниците Јулијана Гешовска и Илија Спасовски Чендо. Настанот започнува во 21 часот. Македонскиот народен театар со представата Животот е прекрасен е победник на фестивалот Денови на сатира во Загреб. За најдобра женска улога наградата и беше доделена на македонската актерка Николина Кујача, а наградата за најдобра машка улога комисијата едногласно одлучи да му ја додели на Никола Ристановски. Македонскиот народен театар со представата Животот е прекрасен во режија на Александар Морфов е победник на 41-то издание на фестивалот Денови на сатира во Загреб, на кој учествуваа 15 представи од Италија, Германија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Македонија и Србија. Одлуката, главната награда Гран При за најдобра представа, да припадне на представата Животот е прекрасен, ја донесе жири комисија во состав Бојана Радовиќ, новинарка и театарска критичарка, Ливио Бадурина, драмски уметник, и Томислав Зајец, драмски писател. За најдобра женска улога наградата и беше доделена на македонската актерка Николина Кујача за улогата на Марија Лукјанова, а наградата за најдобра машка улога комисијата едногласно одлучи да му ја додели на Никола Ристановски за улогата на Семјон Семјоновиќ Поцеклников во истоимената представа. Од жири комисијата беше потенцирана маестралната актерска игра на целокупниот ансамбл во представата. Со оваа награда и сите претходни гостувања на релевантни фестивали во изминатиот период, Македонскиот народен театар се потврди како еден од водичките театри во поширокиот регион. Следно важно гостување ќе биде во месец октомври на интернационалниот фестивал МЕС со представата Електра во режија на Андри Жолдак, како дел од главната програма на фестивалот, информираат од МНТ. По најавата на Управата за хидрометеоролошки работи дека Македонија утре ќе биде под влијание на топлотен бран од жолта фаза, Министерството излезе со препораки за полесно справување со високите температури. Препораките се со посебен акцент на хронично болните лица. Избегнување директна сончева изложеност и престој на отворено од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, консумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци се само дел од препораките на Министерството за здравство по најавата на Управата за хидрометеоролошки работи дека Македонија утре ќе биде под влијание на топлотен бран од жолта фаза. Министерството за здравство посебно препорачува хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија. Во текот на ваквите екстремно топли денови, останете во затворени простори пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор, најдете можност за почести одмори под сенка. Пред влегување во возило тоа да се проветри, да се внимава при подготовка и консумирање на храната, да се избегнуваат термички необработени производи како мајонез од домашни јајца и внимателно да се јадат сладолед и разни кремови, наведува Министерството. Согласно најавата на Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на многу топла воздушна маса, до крајот на оваа и во текот на идната недела, температурите ќе бидат над 30 степени, а долж повардарието и над 35. Под влијание на многу топла воздушна маса до крајот на оваа седмица, како и во текот на наредната работна седмица, времето во Македонија ќе биде претежно стабилно и многу топло, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Максималните температури на повеќе места ќе бидат над 30, а долж повардарието и над 35 степени. Преку денот ќе има појава на умерена облачност, а можна изолирана појава на краткотраен дожд и грмежи. Повеќе услови за нестабилност има во сабота и во понеделник. МТМ Митео е во продолжение.
Уште една информација пред да се одјавиме. Во периодот од 8:30 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од делодолицата ИБ Паликуќа во општина Ѓорче Петров. Исто така без струја ќе останат од 8 до 10 часот и корисниците од делодолицата Димо Хаджи Димов од бројвите 101 до 121 во општина Кисела Вода. Тоа беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен остаток од денот. Довидување.